Најголемиот недостаток во начинот на исхрана е вечерва. Одговорот е, според многу истражувања, убедливо, најмногу во исхраната на современиот човек, кој што се храни со современа, рафинирана, обработена исхрана, најчестиот недостаток е растителни влакна. Како човек ќе познае дека има проблем со, дека дали зема доволно? Оти секој ќе се го постави од вас прашањето, дали земам доволно растителни влакна? Прв проблем кој што ќе го видите ако немате доволно растителни влакна, се така наречената констипација, односно тврда и нередовна столица. Штом не одите во тоалет секој ден, или би требало секој ден, ама барем секој втор ден да речеме, ако веќе трет ден се случи, тогаш веќе имате сериозен проблем. Значи, ако не одите редовно во столица, во тоалет, и ако столицата не е мека, значи ако имате проблем со тврда столица, факт е дека имате проблем со недостаток на растителни влакна. Тоа е првиот знак. Вториот знак е постепено зголемување на телесна тежина. Значи, ако не зема човек доволно растителни влакна, може да почне да му се зголемува телесната тежина и само заради ова. Зошто? Заради тоа што растителните влакна во нашето тело создаваат чувство на заситеност. Го полнат желудникот, ги полнат цревата. И кога тие се исполнети, нашето тело добива порака дека има храна. Но ако нема доволно растителни влакна, тогаш мозокот мисли дека нема храна и пак се активира потребата од јадење и ете го патот до зголемената телесна тежина. Трето нешто што може да се случува и да го осетите се флуктуации во шекерот во крвта, да варира шекерот во крвта, доди лесно горе и лесно долу. Кога се присутни доволно растителните влакна во цревата, тие ги врзуваат шекерите и не дозволуваат брза апсорбција на шекерот во крвта и со тоа не дозволуваат да има големи варијации. И четврто, ако сте мереле крв, крвна слика ако сте правили, ако сте утврдиле, сте добиле резултат с големен холестерол, една од причините зошто холестеролот е толку висок, може да биде токму недостатокот на растителни влакна.